Нов член во Советот на општина Виница е Горан Ѓоргиев од село Лескија, доаѓа на местото на сегашниот Митко Илиевски, кој е дел од новиот кабинет на градоначалникот Ивица Димитров, со што мнозинството во Советот останува на СДСМ и коалицијата, 8 советници и 7 на ВМРО ДПМН и коалицијата. Советот во новиот состав го подржа извештајот за четвртиот квартал од 2017 година, заклучно со декември, според кој приходите на основниот буџет се остварени во износ од 73 милиони денари, или 71,38% во однос на планираните, а расходите на основниот буџет се остварени со 69,41%, а општина Виница 2017 година е заокружува со обврски во износ од околу 38 милиони денари. 1.850.000 денари е сумата која 2018 година ќе одвои општината за спроведување на програмата за заштита на населението од заразни болести, од кои 880.000 денари ќе одат за уништување на комарци, 3 третирања од земја и 1 авионско, 90.000 денари за општа дератизација и 96.000 денари за контрола на водата за пиење. На оваа седница се донесе одлука за пристапување на општина Виница како соосновач на Сдружение за локален и рурален развој, локална акциона група Брегалница, а општините Тишинево, Блешево, Кочани, Зрновци, Виница, Македонска, Каменица и Пробиштип, кој ќе работи локални екопроекти кои ќе бидат финансирани од Швајцарската агенција за развој и соработка. На петата редовна седница најмногу критики беа упатени на сметка на работењето на фолклорниот ансамбл Китка и одржаниот меѓународен фолклорен фестивал Истиванско здраво живо, посебно ставките за потрошени средства за време на фестивалот, со апел да се вметнат нови содржини во фестивалот и истиот да се фокусира само на територијата на општина Виница. Мнозинството не ги усвои извештаите за работа на културните институции како и јавното комунално претпријатие Каре од Блатец, а беа усвоени иницијативата за есенска сеидба, годишниот извештај на територијалната противпожарна единица, како и 10 барање за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти. Градоначалникот Димитров, информирајќи го Советот за целта на службените патувања во Бугарија, одговараше и на прашање на советниците околу актуелни проблеми од локален интерес.